Добро вечер, дами и господа. Ви благодарам на присуството на вечерашното предавање на кое што доктор Мијамики ни говори за Јакутската нова година. Во интерес на времето му го препуштам нему зборот да ни каже нешто интересно. Повелете. Благодарам. Добро вечер и од мене. Вечерва ќе зборуваме за еден мощно интересен празник. Тоа е празникот Исаја, кој што се празнува во Република Јакутија. Како што знаете, во Руската Федерација живеат голем број народи кои што се составен дел на Руската Федерација. И овој празник е мощно интересен, го привлекува вниманието не само на жителите на Јакутија, туку и пошироко во цела Русија и во насекаде низ светот. Инаку станува збор за така наречената Јакутска нова година, која што се прославува никаде кон крајот на јуни. Исајах е всушност јакутски празник на летото. Тоа е всушност еден таков пролетно-летен празник во чест на духовите на Ио, божествена традиционалната религија на јакутите, која што се нарекува Раи. Според митологијата, Аи се жители на горниот свет. Тоа се прародители практично на народот Саха. Се смета дека аите не прифаќаат крвни жртви, односно она што го знаеме како жртвоприносување во вид на колење на животни и така натаму, па затоа најчесто како жртва на овие богови се даваат нешта кои што се од растително потекло или пак млечни производи. Празникот всушност го слави препородот на природата, кој е проследен со обреди на молитви, обредни гоштувања, потоа пиење кумис, танци, народни игри, скокови со коњи, разни надпревари во сила, умешност и така натаму. Можете да замислите дека во овој дел на Русија, кој што е многу далеку со авионе од Москва, некои 6 часа патување, најголем дел од времето е зима и токму поради тоа и се нарекува Јакутска нова година, затоа што за јакутите ова е вистинско време на прослави. Самиот збор Исаја може да се преведе како изобилство. Се празнува во сите региони, односно во улиците на Јакутија, на денот на летната долгоденица. Овој обичај никогаш не бил прекинат, само во советскиот период ваквите прослави биле малку поскромни. Некои јакути дури успеваат во една година да посетат неколку прослави, бидејќи тие се одржуваат во интервал од неколку дена една од друга. Главната прослава всушност е во Јакутска, е најпопуларна и најпосетена. По правило се одржува првиот викенд по 21 јуни, односно по високиот сонцестој. Оваа година тоа беше 25 на кај 26 јуни, при што се собра огромен број луѓе, над 200.000, се собираат во главниот град на Јакутија. Практично тие 200.000 луѓе, тоа значи дека таму доаѓаат практично секој пети жител на републиката. Прославата се одржува во еден посебен етнографски комплекс кој што се нарекува Усхатин,
Тој се наоѓа околу 25 километри северно од Јакутск. Според легендата, токму на тоа место живееле предците на народот Саха, како што себе си се нарекуваат јакутите. Целото ова, така, можеме да го наречеме етно село, повеќе наликува на град и може да прими над 250.000 луѓе, изградено исклучиво по повод годишната дводневна прослава. Во остатокот од времето овој комплекс е затворен. Елементите на овој јакутски празник има заеднички црти со празниците на турските народи, со тувинците, алтиците, татарите, башкирите и така натаму. Јакуците практично имаат зачувано древната своја традиција, која е карактеристична за сточарските народи. Кај нив годината се дели на два дела, а самиот празник Исаја представува својна граница помеѓу старото и новото, помеѓу минатото и иднината. Првите писмени сведоштва на западните истражувачи се среќаваат во дневниците на холандскиот патшественик Идес, кој тука минувал низ Сибир кога одел по патот кон Кина, и тоа е некаде кон крајот на 17 век. Тој забележал дека празникот се одбележува со голема свеченост, при што забележал дека јакутите палат огнови и ги одржуваат, односно ги чуваат тие огнови во текот на целиот празник. За време на свеченоста, која е всушност олицетворение на почетокот на летото и на будењето на природата, се споменуваат предците и нивните обичаи. Па така, етнографот Екатерина Раманова смета дека јакутите овој празник, да јакутите овој празник не е само повод некаков за веселба, ами со оглед на тоа што тука зимата трае многу долго и е единствена можност да се сретнат сите роднини, односно целиот род на едно место. За да се учествува прославата, човек прво мора да помине низ обред на така наречено прочистување. Од главната порта гори Тимјан и жените околу гостинот мафтаат со метлички направени од конско влакно, повекувајќи ги среќата и успехот. Метличката која што е направена од конско влакно е дел од народната носија на јакутите, како што можете да видите. Тоа секако има и една практична смисла, бидејќи така тие се бранат од комарците кои што во периодот на прославата на овој празник ги има во изобилство. По овој обред следува обредот на барање благослов и успех од големото джиновско дрво, кое што можете да го видите на сликата. Големото джиновско дрво, кое што се нарекува Алук Маса. Дрвото е символ на единството на трите света и може да се види на секој празник Исаја. Потоа луѓето одат до патиката по која од двете страни се забиени точно 99 столбови за врзување коњи. Коњите се свети животни кај јакутите и затоа нивните символи се наоѓаат на секој чекор. На крајот од патот има огромен столб за врзување на коњи, тој се нарекува Алтан Серге, кој што е поставен на едно високо место. Кога човек му се приближи, треба да се поклони, да ги стави дланките на него и да си замисли желба. На ова место навистина се чувствува една посебна енергија која што дава известна надеж за иднината. Еве на оваа слика можеме да ги видиме метличките од конјско влакно. Во текот на целата прослава се слушаат и традиционални јакутски инструменти.
кои што всушност представуваат еден вид на подражавање на звуците на природата, кои од своја страна имаат една космичка мок, се многу инспиративни, представуваат всушност вистински празник за ушите, на едни вакви ритми кои што се споени во единство, едни звуци кои што од една страна можеби ќе се причинат како едноставни, но даваат една таква синергија која што на човек му дава состојб, не знам, го довидуваат една состојба на блаженство, на среќа, на успокојување и на надеж кон иднината. Сега предлагам накратко да слушнеме и дел од овие звуци изведени на инструменти кои што се наведум интересни, нам секако непознати.
Ете така, и доколку помисливте дека за цел ова стои некаков компјутер, веднаш ќе ви кажам дека вашата мисла е погрешна. Значи, се што прави уметницата е со помош на инструментите на својот собствен вокален апарат. Така што, како што реков, можевме да слушнеме голем број звуци, продражавање на звуци од природата, коњи и така натаму, и сето тоа проследено со една таква космичка магиска енергија која што ги даваат инструментите. Да продолжиме со она што следува. Гостите, откако значи ќе ги поминат овие ритуали, пристигнуваат во главниот дел на комплексот, кој што представува реконструкција на стари летни јакутски куќи од брезова кора, нешто што потсетува на огромен шум. Таму на едно место се пуштаат филмови, на друго се продаваат сувенири, на трето се одржуваат надпревари и така натаму. Како што веќе споменав, може на важен дел од празнувањето се и надпреварите. Тука пред се станува збор за боречките вештини, потоа вештините на конј, стрелаштвото и така натаму, но има и уште еден за нас можно интересен вид спорт кој што ќе видиме и на крајот во едно видео посветено на оваа тема. Тоа е носење камен, кој што е тежок точно 115 килограми на определено растојание. Замислете с камен од 115 килограми, кој што речиси е невозможно да се крене, тежок е, кабесте, при што кога го носите се потите, нормално тој се лизга по телото и така натаму. Но тука голема поддршка секако даваат навивачите, така што стигнуваме до една, да кажеме, граница со можностите на човекот, кој што тој ги надминува. За Исаја, инаку денес постојат и многу компонирани песни, со кои се пренесува традицијата, се воспева доаѓањето на летото, будењето на природата, но сето тоа е во една посовремена варијанта, со цел традицијата да обстои во ова време на глобализација и да биде интересна и за новите генерации. Предлагам сега да видиме еден таков краток видео спот на една, да кажеме, ново компонирана ненародна песна, која што е посветена на овој празник.
kergele hele hemeyi rekam siedereyken simere dege dege degereng degel jitere degereng dege dege degereng deley delege ciddi degereng saka saka diyorların samilan arası da bila sayeter sana kam sayıdarı tupsarı keskile dege dege degereng degel jitere degereng dege dege degereng deley delege ciddi degereng dege dege degereng de 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 degereng uyakaya urangkay uyanların duhatın uyagımı degereng uruydara ulatın dege dege degereng dege jitere degereng dege dege degereng deley delege ciddi degereng hege hege heger yemmi hegel jitere kergele hele hele yürüyakam siedereyken simere dege dege degereng dege jitere degereng dege dege degereng deley delege ciddi degereng Jedna prekrasna така еден прекрасен видеоспот, значи кој што е сниман со материјали токму од овој празник. Инаку кулминацијата на празникот е практично дочекот на сонцето кој го слави почетокот на летото и го значува традиционалниот почеток на новата година. Можете да се замислите сцената каде што се уште не изгреало сонцето, на полјанката се уште е влажно, илјадници луѓе стојат во концентричен круг, како што можете да видите на сликата. Повикувачот на добрите сили, кој што всушност за многумина ќе помислат дека тој е шаман, не е шаман, тој се вика Алгишик и неговата придружба во бели одори, кои што можевме да ги видиме во видеоспотот, се посилно маваат во
со метличките украсени со звончиња. Потоа тој се поклонува на 4 страни на светот, пали оган, при што им нуди на божествата кумис, исто така им нуди салмат, кој што представува од националните јадења, како и леп. Луѓето во бели одори ја кадат полјаната, одејќи во круг со шолјот кој што се извива чад. Се садат млади дрвја, се поздравува зората, доаѓањето, појавувањето на сонцето, при што ја повикуваат среќата и напредокот. И најпосле на хоризонтот се појавуваат првите сончеви зраци, со што пошто празникот продолжува во една весела атмосфера. Како што може да видите и да сумираме на целата оваа прослава, можеме да видиме една постојана позитивна енергија. Можеме да видиме изблици на среќа, верба кон иднината. Можеме да ја видиме радоста на луѓето, нивното зближување, она во кое што вербата во иднината, вербата во нешто подобро, покажувањето на она што луѓето го можат најдобро. И за сето ова за кое што зборував досега, една кратка, да кажеме, едно кратко видео, кој што е проследено исто така со традиционална музика, кој што е од современоста, па да го погледнеме.
Ето така го сублимиравме нашето вечерашно предавање во едно видео, за да можете да имате поголем увид во празникот Исаија, на кој што секоја година се одржува во Алтајската република. Како што реков и претходно, овој празник се повеќе го свртува своето внимание кон себе. Доаѓаат луѓе не само од Русија, туку и од целиот свет. Така што доколку некогаш помислите и пројавите желба да отидете на овој празник, имете предвид дека сето она што денес, што вечерва го зборував, ќе треба да го поминете и вие, односно да бидете дел од обредите на овој празник. Ни останува уште сосема кусо време за прашања, доколку има прашања на кои што можем да одговорам, ве повикувам да ги поставите. Терка, јас не гледам. Кај мене ништа. Ори, тогаш од моја страна ќе ви се заблагодарам за вечерашното внимание и ви посакувам пријатно лето. Дарко, повели. Само малку Гораст има изгледа некое прашање. Гораст, повели? Не, нема. Не, во ред. Уживав само во Зумот. Драго ни е. Во тој случај му се заблагодарувам на доктор Нијами за интересното предавање. Се надевам дека како Гораст сите уживавте во предавањето. Ви благодарам на присуството. Имајте си убава вечер и убаво да си го поминете летото и следете на Facebook за нови настани. Пријатно. Поздрав. Пријатно. Пријатно.